многу е добро да се размислува глобално, но да се делува локално. Ја поздравувам тезата дека Република Северна Македонија е дел од некаков фронт на борба со авторитарните режими кои ја напаѓаат демократијата во западниот свет и дека ние треба да си ја одработиме нашата работа и секако дека и во Северна Македонија има влијание од светските случувања. Јас би додал дека демократијата, освен право и значи и одговорност, буквално за сите чинители, и за граѓаните, и за невладините организации, за медиумите посебно, политичките партии, но и секако за институциите, политичкиот систем. Мојата теза е дека Република Северна Македонија е во голема општествена криза, која во себе содржи повеќе кризи. Едната е демократската криза наспроти клиентелизмот. Сведоци сме дека се менуваат процесите, но јас клиентелизмот повеќе не би го фокусирал толку во притисокот на членството на партиите да се вработуваат во институцијата. Јас ви тврдам одговорно дека младите луѓе повеќе немаат големи амбиции да работат во јавниот сектор. По мене, ја мислам дека клиентелизмот можеме слободно во нашиот пример да го ставиме на крупниот капитал, кој има потреба власта да му испорача, да си ги задржи монополите и да не се отвориме, да не им паднат монополите во демократизацијата на нашето општество и нашето членство во Европската унија и отворениот пазар. Република Северна Македонија влезе во уште еден циклус на самоизолација, си го стопираше својот европски пат, кој во суштина и меѓу другото значеше поддршка за изградба на нашите институции да бидат демократски и да можат да бидат сервис на граѓаните. Значи, ја мислам дека ние најголем проблем имаме во институциите кои реално не се сервис на граѓаните. Ние во оваа година и пол-две успеавме да ги заладиме односите буквално со сите соседи, освен со Србија, што е многу индикативно, и Република Северна Македонија влага во голема брзина, мислам и дека го финишира тој процес во она што се нарекува српскиот свет, а српскиот свет е еден подсвет во она што се нарекува руски свет, од каде што доаѓа агресијата врз Украина, од каде што доаѓа поттикнувањето на сите ултрадесничарски, дури фашистички движења на Европа, и нас во целата таа брзина може да не загрижи дека големото темпо наметнува една равнодушност кај сите нас на сите нови фашистички појави. Она што треба да кажеме дека и Северна Македонија и незината економија апсолутно нема иднина без Европската унија, и тоа е уште еден елемент на општествената криза во која се наоѓаме, затоа што ние без Европската унија прво немаме знаење, немаме доволно технологија, немаме пари да ги инвестираме на вистинските места, и од тоа малку пари што оваа држава ги има, сме сведоци дека се трошат нерационално, и, како што реков, изградба на институционални капацитети. Ние овдека гледаме во еден момент дека крупниот капитал или олигархијата која го поддржува ова статус-кво и блокираниот пат кон Европската унија, како да не сваќаат дека ако не се развијат средните и малите предпријатија, дека не може да дојде до благосостојба во една држава, и дека овој нивни мир и раат кој го имаат со акумулирањето на капиталот не може да трае дури ни на среден рок. Јас во своите текстови во изминатата година, кои можевте да ги читате на Цивил и на Фронтлайн, пишував за трите популистички балони врз кои сегашната власт работи. Два од нив веќе се пукнати, и за жал недостатокот на демократска култура нас не воведува во една опасна ситуација. Првиот популистички балон кој пукна во Северна Македонија е тоа дека
Сегашната власт, тогашната опозиција пред да дојде на власт зборуваше дека никогаш нема да го употребува зборот северна, зборуваше дека Преспанскиот договор е предавство и дека нуди одземање на идентитетот на етничките македонци кои живеат тука. Гледаме дека и премиерот и претседателката на државата денеска редовно го користат тоа северна, а одговорност кон своите гласачи, каде што ги поттикнуваа нивните ниски страсти и каде што играа на картата на популизмот, не гледаме. Затоа кажав и на почетокот дека демократијата бара и одговорност. Потоа имавме еден однос, денеска е најлесно во Северна Македонија да зборувате против Бугарија, и еден однос кој исто така лажно ветување кон своите гласачи и кон јавноста, дека кога ќе дојдат на власт ќе го подобрат договор, ќе направат нов договор со Бугарија и со тоа ќе подобриле преговарачката рамка. Па имаше еден период кога се лажеше дека се чека нова влада во Бугарија за да имаат со кого да разговараат, и еве сега гледате дека веќе подолг период кога има стабилна влада во Бугарија, нашата влада тоа воопште не го спомнува. И откако се пукнати овие два балона, популистичката власт во Република Северна Македонија, која го сопре стратешкиот пад на државата кон Европска унија, што е стратешка цел на државата и на граѓаните, сега се врти за да го задржи статус квото во нарушување на меѓуетничките односи. И тој балон се плашам дека кога ќе пукне ќе остави доста поголеми последици. Овие првите два балона оставија последици во односите со Грција и со Бугарија, но овој балон за жал ќе остави, кога ќе пукне, ќе остави последици во општеството, затоа што Република Северна Македонија е мултиетничко општество, структурата на населението ја знаете и од последниот попис, и се плашам дека во таа приказ на враќање на Македонија во состојба пред рамковниот договор може да не чини многу поскапо. И секако целиот овој контекст во оваа година и пол кој е создаден одговара на, буквално иде во корист, ако погледнете глобално и регионално, и на Србија, и на Орбан, но и на Русија, и Македонија станува прокси држава во борба против демократијата и демократските вредности кои секако имаат своји слабости. И на крајот да оставам простори за останатиот говорник, мојот пријател Сефер, и да се развие дебатата. Во демократијата одговорноста значи и одговорност и на граѓаните кога гласаат, но значи и одговорност на политичарите по одредени постапки. Јас ќе ве потсетам дека после Кочани, во кое загинаа повеќе од 62 деца, ние имаме уште министер за внатрешни работи кој не понесе морална одговорност. Во нормална демократска држава, најмалку министерот за внатрешни работи ќе си поднесеше морална одговорност, ќе си завршеа без проблем сите обвинителства и сите процеси, и таа политичка морална одговорност потоа можеше да се врати без проблем да си работи работата, но еден период ќе покажеше морална одговорност. Ние сега зборуваме за одбрана на демократијата во држава каде што министерот за внатрешни работи не поднесе морална одговорност за смрт на повеќе од 62 деца. Благодарам.